на денешен ден, 27 февруари. В 1807 година роден е американскиот писател Хенри Вудсворт Лонгфелоу. Негови дела се индијанскиот еп Хијавата, поемите Евангелина, поема за робството, сонетата Божествена комедија. 1844 година Доминиканска република се одвои од Хаити и стана независна држава. Во периодот од 1822 до 1844 година целиот остров беше единствена република, за тогаш да се издвои поранешниот шпански имот Доминиканска република од некогашниот француски Хаити. Меѓу 1861 и 1865 година Доминиканска република повторно беше под шпанска власт. 1873 година во Неапол е роден Енрико Карузо, италијански оперски пејач, тенор, еден од најголемите пејачи на сите времиња. Неговиот изведувачки репертоар е мощно богат. Настапуваше на повеќе оперски сцени во Милано, Лондон, Њујорк и на други места. Автор е на книгите Спомени и методи на пеење. Умре во Неапол на 2 август 1921 година. 1932 година родена е англиската филмска глумица Елизабет Тейлор. Дебитира во 1942 година во филмот Леси се враќа дома, станувајќи позната звезда уште како девојче. Филмови Место под сонце, Ајванхо, Патека на слоновите, Дрво на животот, Джин, Батерфилд, Клеопатра, Хотел Интернационал, Кој се плаши од Вирџинија Вулф, Оција во златното око, Тајна церемонија. 1952 година одржана е првата седница на Обединетите нации во новото постојано седиште на Светската организација во Њујорк. 1976 година ескимските лидери и предучија на канадската влада дека на нивниот народ му припаѓа половина милион квадратни километри од Канада. 1990 година Нелсон Мандела допатува во Замбија, почнувајќи го патувањето во странство по 27 години поминати во јужноафриканските затвори. 1996 година Република Македонија и Република Грција воспоставија дипломатски односи на амбасадорско ниво.